По претходно добиени сознанија и докази за злоупотреби и незаконитости во работењето на повеќе центри за социјални работи во Република Македонија, доставени до Министерството за труд и социјална политика, ја продолживме праксата на редовни и воредни инспекцијски надзори над центрите во периодот што претходеше и следи. До денес, со центрите за социјални работи во Република Македонија раководат директори кои потпишаа менаџерски договори како нивна законска обврска, директори кои и покрај утврдените незаконитости во работењето и беа разрешени во претходниот мандат, но со една одлука, законски спорна од владата на Република Македонија, беа вратени на раководните функции, и трета категорија, старо нови реизбрани директори, кои што во текот на месец август, повторно без исполнување на законската обврска за потпишување на менеджерски договори, беа избрани, односно реизбрани за директори. Со решение формирав 6-члена комисија за инспекцијски надзор, која изврши и врши надзор во неколку центри за социјални работи во Република Македонија. Комисијата во периодот од 5 октомври до 14 ноември 2016 година, заради обемноста и сложеноста на материјалот, спроведе вореден инспекцијски надзор во меѓуопштинскиот центар за социјални работи во Тетово, со траење од 6 работни дена. Присутни на надзорот беа директорот на центарот, раководителот на оделението за парични давања и 2 стручни работници. Комисијата во овој период прегледа 234 предмети, од кои што 194 предмети на корисници на право на паричен надомест за помош и нега од друго лице или во јавноста популарно како право на туѓа нега. Врз основа на извршениот увид во списите, актите и документите во предметите на корисниците на правото на туѓа нега, списите на уплатниците за исплата на правото на надоместокот и известувањето од Министерството за правда, Управата за водење на матични книги, констатирана е следнава фактичка состојба. Под 1. Центарот за социјални работи во Тетово не постапил по службена должност како законска обврска од членот 181 став 1, членот 189 став 2, членот 191 и членовите од 209 до 213 од Законот за социјална заштита, а со тоа не ја утврдиле настанатата промена во условите за користење на правото на надоместок на нега од друго лице. Поради ова, Центарот и по престанокот на условите за стекнување на правото, настанокот на смрт, не донел решение за престанок на користење на правото, што довело до неосновано користење и неоснована исплата на средства по смртта на корисниците. Под 2. Центарот во предметите за кои имал сознанија дека престанал условот за користење на правото на туѓа нега, настанатата смрт, за што постојат вратени уплатници за исплати, дека лицето починало, не обезбедило доказ по службена должност од матичната книга за умрени и не водел постапка за донесување на решение за престанок на правото на паричен надомест за нега од друго лице. Под 3. Во случај кога Центарот бил известен за настанатата промена во условите за користење на правото, односно дека корисникот е починат или бил доставен наод од матичната книга на умрените или известување од блиски роднини на корисникот, дека корисникот починал, не водел постапка за донесување на престанок на право на туѓа нега. Ваквата состојба е констатирана во вкупно 134 предмети, односно утврдено е дека 134 починати лица од Тетово и од Тетовско и по нивната смрт користеле средства од буџетот на Република Македонија. Поради ваквото постапување извршена е неоснована исплата на 1.818.996 денари или близу 30.000 евра. Дополнително утврдивме дека тројца од 134 починати лица
за кои што продолжило правото на туѓа нега и по нивната смрт, денеска се уште фигурираат во избирачкиот список, за кој што навремено ќе го информираме Министерството за внатрешни работи и Државната изборна комисија. Како министер кој продолжува да се грижи за законитоста во работењето на јавните установи од социјална заштита и на Министерството, ги преземам сите неопходни мерки за утврдување на одговорност за сето горе наведено, преку соодветни пријави до надлежни институции и преку воспоставен систем на контрола, особено во овој период. Сакам да нагласам дека со јавноста ќе ги споделам сите незаконитости кои ги утврдивме преку законски спроведените постапки и обврски за надзор. Јавноста мора да дознае како се злоупотребувале личните податоци на граѓаните на Република Македонија, корисници на право на социјална помош. Како се уништувала документација заради прикривање на финансиски злоупотреби, како фиктивно и реално се издавале решенија за права од социјална заштита, како изборно ветување, односно со други зборови, каква била негрижата за честноста и законитоста во работењето и трошењето на народните пари. Во моментот, во Министерството за труд и социјална политика се водат повеќе внатрешни постапки за утврдување на некаков вид, односно секаков вид на злоупотреби, независно од постапките што ги води специјалното јавно обвинителство, со кој соработуваме во интерес на вистината и во интерес на заштитата на интересот на граѓаните и на Република Македонија. Ви благодарам. Јас можам да ви ги доставам на увид решенијата и записникот кој што го доставивме до директорот на Центарот за социјални работи во Тетово, но заради заштитата на личните податоци на лицата кои што ги имаме евидентирано како починати, ќе нема да дозволам да бидат уснимени и објавени во медиумите. Повелете прашања, ако има дополнително надвор од ова што е тема на денешнава пресконференција. Може? Да, може. Како ги коментирате обвинувањето на ваша адреса во однос на смената на Живко Митровски од институцијата на Министерството на ССМ, неговите најави за кривична пријава со обвинување за фалсификување документи и смената така решение? Значи вака, ние вчера реагиравме на она пресконференција за која што дознавме дека првиот синдикалец најавува кривична пријава до Министерот за труд и социјална политика. Јас сум навикната на вакви обвинувања и најави за кривични пријави и ги повикувам надлежните институции доколку утврдат некаква незаконитост во тој дел, слободно да постапат онака како што треба. Но во однос на сите обвинувања кои што беа изнесени од страна на првиот синдикалец, ние во вчерашното соопштение до јавноста, како еден вид реакција, упативме на запознавање со статутарните акти од страна на првиот синдикалец, бидејќи очигледно не ги познава и не ја познава надлежноста на самиот министер во постапката за упис во Централниот регистер, до уписот во Централен регистер од страна на лице кое што е овластено лице за институција или организација за кое што се прави уписот. Од наша страна се направени сите напори во делот на утврдување на фактичката состојба и евентуално коригирање на нешто што би представувало сомнеш дека постои незаконитост во нашата постапка. Од она што ние го имаме на увид, немаме никаква грешка во нашата постапка. Напротив, целокупната постапка е спроведена согласно закон и завршува до моментот на предавање на документите до Централниот регистер на Република Македонија, кој што има обврска да спроведе решение издадено од надлежен орган во овој случај. Колку што сум јас информирана од она што половично беше кажано во вчерашново дезинформирање од страна на првиот синдикалец, е дека промената во Централниот регистер не е спроведена. Тоа е веќе прашање зошто не е спроведено решението, кое што е законска обврска, и дали некои други органи навлегле во материјално толкување на обврските на орган
кои што не се надлежни да го толкуваат. Така што за сите овие информации кои што проструија во јавноста, а знаејќи ги претходните пракси на првиот синдикалец, кој што наместо со надлежна институција Министерство за труд и социјална политика да подпишува договор за соработка и унапредување на социјален диалог, подпиша со политичка партија што е преседан, да кажеме, во синдикалното организирање и делување на синдикатите во Европа, а не во Република Македонија, убаво ќе биде да одговори на неколку прашања кои што ве упатувам нему да му ги поставите, а тоа е како го направи неговиот упис во 2010 година, а за тоа ние дополнително отворивме постапка во Министерството, за да видиме дали неговиот легитимитет е законски основен. Така што во овој дел не би коментирала ништо понатака, оставам надлежните институции да си ја сработат работата, меѓутоа и упатувам еден апел до сите институции кои што се вмешани во оваа постапка на попречување на спроведување на решение од страна на Министерството за труд и социјална политика во Централниот регистар, да не го попречуваат работењето на институциите кои што треба да ја извршуваат нивната законска обврска, а не да исполнуваат партиски желби, во овој случај на партиски синдикалец. Повелете други прашања. На ваша адреса стигна обвинување на овој пат од СОНК за тоа дека сте го прекршиле законот за заштита на деца и дека во допускот што имате испратено до директорите на медицински и технички недостатоци, како вие го коментирате ово? За запирки мислите во технички недостатоци или за што? Не сум го прочитала соопштението на СОНК затоа што сметам дека повторно се става во функција на нешто што најмалку е функција на синдикална организација за заштита на правата на вработените. Јас како министер за труд и социјална политика, независно како ќе ме именувате, дали како технички, времен, привремен и така натаму, моја професионална обврска и законска обврска е да се грижам за правата на вработените во случајот на сите оние кои што исполнуваат право од работен однос. Меѓутоа, со моја посебна грижа и посветеност се грижам за доследно спроведување на законот за детска заштита. Што значи тоа? Тоа значи спречување на секаков вид на злоупотреба на децата во партиски и политички цели, за кои што Министерството во изминатиот период поведе повеќе од 10 постапки и изрече 3 прекршочни пријави. До Министерството за труд и социјална политика, до денот кога го испративме известувањето за почитување на работното време во градинките, ништо повеќе и ништо помалку, стигнаа пријави од граѓани, од родители, од вработени во институциите, кои што укажуваат дека градинките од страна на воспитувачите и негователите се напуштаат пред истекот на работното време, децата се оставаат на хаусмајстори, само за да се исполни партиската задача за присуство на митинзи и партиски активности на луѓе вработени во јавните установи за згрижување на деца. Ако СОНК мисли дека законската обврска за почитување на работното време во градинките е прекршување и некаков испад на Министерот за труд и социјална политика, и ако мисли дека нашите деца треба да останат незгрижени додека негователите и воспитувачите извршуваат партиски задачи, јас мислам дека СОНК и сите кои што го поддржуваат ова информација и ова известување од СОНК имаат проблем со законот. Воспоставувањето на редот и поредокот во овој изгубен систем на вредности, кој што сиве овие години се руши, не може да се толкува како незнаење или непознавање на законската обврска од 8-часовно работно време, независно за кого се однесува. Дали за негователи, дали за воспитувачи, дали за пратеници, дали за раководители, дали за министри. Така што и ова го оценувам како една груба, класична партиска манипулација на штета на интерес на децата
и на штета на интерес кој што е јавен интерес, а не партиски интерес. Така што не би коментирала буквално никаков коментар од во овој случај нелегитимни синдикати кои што се ставија во одбрана на нешто што не е интерес ниту на граѓаните на Република Македонија, ниту на децата, ниту на оние кои што ги представуваат. Повелете други прашања. Ајде, повелете. Бидејќи пред известен период најавивте нели дека започната ревизијата околу распределбата на социјални станови, по-конкретно во Прилеп. Мислам дека сте запознаени за случајот затоа што ние во редакција работевме. Сега сакам да прашам дали ревизијата до сега, бидејќи веќе некој период помина, даде некакви резултати за некаква злоупотреба при распределбата? Многу интересно прашање. Значи, тоа е еден од предметите што го водиме во Министерството. Меѓутоа, многу прашања треба да поставите и на друга адреса. Да поставите на адреса на Министерот за транспорт и врски, кој што е исклучиво надлежен за спроведување на постапката за распределба на социјалните станови, за кој што бев обвинувана дека ги кочам. Министерот за труд и социјална политика нема никаква законска надлежност за распределба на социјални станови кои што во изминатиот период, 2 дена после нашето разрешување во Собранието на Република Македонија во првиот мандат беа поделени експресно, ние го испитуваме како случај. И дојдовме до многу интересни податоци, за кои што ќе споделам малку, колку да ве заинтригирам и вие да се заинтересирате за прашањето, затоа што ние не знам на кој начин би требале да ги добиеме информациите од транспорт и врски, освен на начин на кој што треба да комуницираат цивилизирани луѓе во цивилизирана земја, во институции во кои што владеат правилата. Очигледно во Македонија не важат правилата и затоа не можеме да ги добиеме информациите. Ниту од членовите, представници од Министерството за труд и социјална политика во комисијата. Но дојдовме до интересен податок, дека гласачи од Пустец добиле станови во Ресен, луѓе кои што не исполнуваат критериуми за добивање на социјален стан во Прилеп веќе се корисници на социјални станови, запишување на непостоечки фантомски гласови на адреса на социјални станови кои што претходно не биле доделени. Понатаму, доделување на социјални станови на лица функционери од ВМРО ДПМН, кои што никогаш не ги користеле како станови, меѓутоа претпоставувам ги даваат под закуп или некаква кирија и тоа на многу атрактивни места, во Охрид во овој случај. Така што, ако веќе зборуваме за нерегуларностите и незаконитостите, јас наодговорно тврдам од оваа говорница дека не еден, не 2, не 3 мандати, 4 мандати министерски во ова министерство се потребни со секојдневни вакви пресконференции да се обелодени се што е направено на штета и на буџетот на Република Македонија и на штета на интересот на граѓаните. Така што еве ги неколкуте податоци за кои што претпоставувам дека сите дословно ќе се заинтересираат за да престанат манипулациите дека некој друг е виновен за наводната социјална негрижа за лицата кои што навистина имаат потреба од социјални станови, но за жал не ги добивале, исто како што не ги добивале и правата за сметка на други кои што ги користеле години нанасад. Ви благодарам. Инаку заборавив да кажам, може и ова ќе ви биде интересно, дека спремна сум да одговарам и за прекршочната пријава за Диме Спасов, која што е поднесена од Министерството за внатрешни работи, да преземам одговорноста дека јас го возев туарегот, дека и јас избегав на полицијата, дека јас избегав за да не ми биде утврдена психофизичката состојба во која што се сум управувала со возилото, дека јас си го земав од полиција туарегот назад
и јас си го пререгистрирав, односно си ги сменив табличките 4 дена по преземањето од полиција. Така што, еве, отворено е постапувањето и на другите институции да ја преземат одговорност, осо признанието дека јас сум виновна за злоупотребата на возниот парк на АВРМ и дека прекршочната пријава може да ми биде препишана на мене слободно.